Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од ова утринско издание, а бидејќи денеска е Велики четврток, значи од денеска се започнува она прославување, оној, да кажем, официјалниот дел на нашите празници, имено на еден од најголемите христијански празници на Великден. Така да, овој дел го посветуваме токму на тоа, односно на редот на кој начин се прославува Великден, се извинувам, поточно не оној христијанскиот или религиозниот дел, туку оној многу убав, оној кој што не радува сите нас всушност. Сакаме домот да не биде украсен, и сакаме нашата великденска маса, великденска трпеза да биде соодветно наместена, соодветно украсена и да има се она што е потребно за да достојно го прославиме овој голем празник кој што трае 3 дена. Со таа цел и денеска во моето студио имам гостика која е навистина компетентна да ни одговори на ова прашање, а во прашање е госпоѓа Роза Поповска. Добро утро. Добро утро. Како сте, госпоѓа Поповска? Прекрасно. Првен да ги поздравам сите гледачи на К3 телевизија. Еден посакам убави великденски празници. Првин, успешно да си ги завршат постите кои траат 40 дена. Така. Да си ги завршат работите во домот и да си припремат најубави трпези за Великден. Сигурно. Денеска е четврток, а како според верскиот обичај или според религијата, денеска некаде пред зори се станува порано и се вапцува црвено јајце, така ли? Да. Пред да изгрее сонцето се станува и се фарбаат јајца, 3 црвени јајца. Првото јајце се наменува на Господ и тоа јајце се чува покрај икона. Јас верувам дека сите наши верници имаат дома некоја икона или си имаат направено како олтар, иконостас. И тоа јајце се чува цела година. Второто јајце се наменува за домаќинот, а третото јајце се наменува за берикет. Значи, тие 3 јајца треба да се изфарбаат, вапцаат пред да изгрее сонцето и ако домакинката кога треба да ги фарба јајцата, треба првин да касне нешто за да не биде гладна. Ако е гладна, може да пукне јајцето, тоа не е добро. Значи не се работи на гладен стомак, треба да се касне барем едно залче нешто и да се направи тоа за да биде цврсто и да биде берикет на годината. Добро, а со кое од јајцата треба да се капат дечињата и со здравец? Со второто. Со второто? Да, со второто, така барем јас знам. Тоа што останува за домаќинот, нели? А тоа што се чува година дена, сега едни видувања, едни кажуваат дека треба да се фрли во река наредната година кога ќе дојде ново јајце, а некои кажуваат треба да се фрли во нива за да биде плодна годината. И сега тоа станало од нашите стари. Јас, например, сум учела од мајка ми, ме носела мајка ми во црква од мали нозе и ги почитуваме овие големи празници, секако најголемите празници секако ги почитуваме и ги припремаме онака како што не кажале нашите предци. Како што ни говори традицијата. Добро. Јас први на она што сакам да го кажам за мојата денешна гостинка, поточно зошто реков дека е најкомпетентна. Со оглед на тоа што госпоѓа Роза Поповска е една од, да кажеме, првите учеснички на манифестацијата Вешта жена. Не само што е госпоѓа Поповска учесничка, туку навистина е и една од најдобрите. Со оглед на тоа што да се биде вешта жена во некој мој слободен превод значи да се биде успешна на сите можни полиња. Поеѓајќи од домот да се биде сопруга, да се биде мајка, родител, во поново време, неколку години наназад и баба. Баба, да. Најдобрата функција сега. Најдобрата функција која што верувам дека госпоѓа Поповска некако и дури и сега при најавувањето најзадоволна ја прима дека баба. Да. Од друга страна, собственичка е на козметичко фризерско студио салон во Куманово, кој што со години успешно го работи, еден од најуспешните салони во градот.
учесничка на манифестацијата Вешта жена. Од друга страна, едукација, манифестации, семинари, се она што е сврзано со козметичкиот салон и се она што се нарекува новина, едукација и усовршување на доградување, госпоѓа Поповска секогаш е присутна таму. Се разбира, не сакам да ја заборавам и една од наградите, можеби и да ја наречеме како титула во 2009 година, кога госпоѓа Поповска беше прогласена за најуспешна жена менаџер во Македонија, во конкуренција со 10 жени од Македонија, во областа на козметика бев избрана од агенцијата Марили. Така. Значи, награди и признанија од сите страни, со оглед на тоа што мислам дека некаде прошлата недела госпоѓа Поповска беше во Хрватска, така? Да, на во уште еден Пореч. семинар каде од секаде донесува дипломи и признанија за својата успешна работа. Така да, во еден превод кога ќе го заокружиме, овој круг имаме навистина успешна жена. Не само успешна жена во поглед на готвењето, на подготовката на масата, едноставно успешна како жена на сите можни полиња, што навистина денеска е за почит, со оглед на тоа што имаме толку многу забрзан живот, толку многу брзо темпо, да не можеме едноставно да знаеме каков ќе ни биде денот, да го организираме по тој некој редослед, бидејќи се е некако така. Во функција на времето, велат во чекор обавуваме многу работи, мајката, супругата и жената има многу повеќе обврски дома, но кога нешто се сака, велат луѓето, сигурно се може да се постигне. Да, значи кога ќе се постави целта, секако дека треба да се стигне до тоа, онака како што се наложува од времето, од состојбата, од финансиите, ама гураме напред и навистина времето многу бргу ни оди, кога беше Нова година, еве сега Великден. Ке се очекуваат сега и годишните одмори, ама таков е животот, таква е брзината на темпото на живеењето и ние гураме некако. Она што ни е темата за денеска е изгледот на великденската трпеза. Еден од најголемите христијански празници е Великден, нели, другиот е Божич. Значи, ова се два празника кои навистина сите ние со љубов ги пречекуваме, ги дочекуваме и ги прославуваме. И сите некако сакаме на најдобар можен начин да го украсиме и домот, и се она што се нарекува околу трпезата, бидејќи празниците ни се по 3 дена. 3 дена е најубаво е што семејството се собира заедно. Тогаш семејството се дружи, тогаш имаме време да се видиме, тогаш имаме време да си се посветиме едни на други, со оглед на тоа што некако празникот не спојува, не прави како такви. А ние како гурмани, како и што сме по традиција, сакаме се да има на таа маса. Најчесто и претеруваме во некои работи, тоа и треба да си признаеме. Значи, ако се 3 дена, тие 3 дена имаме, нели, како што е обичај да се испече јагне или пак прасе, што милува секој во својот дом да јаде. Тука се сладките работи, тука се она што се нарекува објуслов. Зошто ме интересира вашето мислење, зошто треба да е полна масата сега? Па вака, нели, сега од прочка започнуваат тие пости околу 40 дена, каде што луѓето, верниците постат. Тие не треба да постат само со храната, тука треба да се пости да биде со позитивна мисла, да не се пие алкохол, да не се не само телесна, пуши цигара, значи комплетно да се пости, меѓутоа ние повеќето тоа го обавуваме со постење со храна. И сега, кога иде Великден, значи тоа навистина најголем празник на кој сите му се радуваат, сите домакинки, верувам дека со љубов ги вапцаат јајцата. Еве со колку јас се среќавам, сите се спремни денеска да ги украсуваат јајцата на најмногу различити начини. Значи имаме многу начини, имаме бои купени од продавници, имаме природни бои, имаме да ги декорираме, да ги шараме. Значи украсни материјали со додатоци. Маштат идејата на секоја домакинка и имаме прекрасни јајца на Великден. Што се однесува до трпезата бидејќи постиме, нели, и сега треба да се омрсиме со тоа едно јајце, после во црква кога ќе се кружи во сабота навечер или после 12. Да, после 12 се кружи во црквата со поповите со свети во рака и се зема причесна. Сите тие што постеле, нели, се причестуваат, а тоа е причесната пак е поврзување со Господ. Виното е
крв, лепчето е телото на Господ, на Исус Христос, и после тоа се јаде едно јајце. Меѓутоа треба да се спреми таа трпеза, да биде убава, да биде комплетна. Меѓутоа луѓето што постат не треба, и докторите тоа го кажуваат, не треба да претераат со мрсната храна. Значи на самата маса, спрема можностите, спрема маштата, спрема идеите, треба да има печено месо, дали тоа ќе биде јагнешко по желба на луѓето, кој бара јагнешко, кој прасешко, свинско, пилешко, многу салати, ситни колачиња за на маса, потоа направен некој колач во облик на тие зајче, на облик на пиле, па се украсува дрвце со јајца, со пилиња, така на масата се става едно убаво дрвце. Ви велам, тоа се со маштите и спрема можностите. Јас обично тоа правам, некоја година правам зајче, некоја година правам куглов, правам ситни колачиња, за да тие ситни колачиња пак имаат и своја намена, имаат своја цел. Нели на Великден ида дечиња за јајце, и на секој дете ќе го угостиме со сокче, со што сака да касне, и на тргнување му даваме јајце, паричка, му даваме од тие ситни колачиња, што сака да си земе и така. Добро, а она украсување на Великден, со оглед на тоа што дали има некој обичај што би требало да биде украсено во домот, дали има некое посебно нешто, да кажеме, што треба да се стави во домот, како традиција, како обичај нешто, или не? Па, јас мислам пак тоа украсувањето за Великден, сега нешто ние по-новите генерации го правиме тоа со, еве тоа дрвце го ставам на маса, тоа ке мајка ми не било, меѓутоа јас гледам од некои други пријателки она дрвце на маса, па на тоа дрвце се стават украсни јајца, врапчиња, пилиња, гнезденце со јајца. Значи, секоја година нешто ново се става, нешто се... Еве ги снимките, имаме снимки. Тоа се. Ете, таму имаме јајца фарбани со пиленца во гнезденце. Ова ми е славски колач. Еве го зајчето, тоа ми е нешто најубаво што го имам направено за великденска маса, и кога иделе деца сите. Така, мене ми е прекрасно сега, не знам на вас како ви е, али тоа е благо. Да. Еве, руски се, еве ги ситните колачиња. Прекрасни во корпички. Да, на дечињата тие се радуваат кога ќе им се даде јајце, паричка и ситни колачи. Еве, дрвцето украсено со јајциња, со пилиња. Така, секогаш е поразличито. Значи, секоја година нешто поразличито. Ова исто така е куглов, направен од сладко. Некоја година го правам во облик на некое врапче, пиле, зајче, некоја година пак... Ова е извадена слика направена така, символ на Великден со јајца. Да. Одлично. Шаренило на маса. Значи, постојат домаќинки кои што секоја година, да кажеме, ги вапцаат јајцата во една боја. Значи, постои обичај и ред е и според црквата, според нашата религија, да јајцата се вапцаат само во црвена боја. Значи, во други бои не, со оглед на тоа што, нели, тоа е веќе обележие на црквата, тоа е редот по кој што да не влегуваме сега во обичаите, да не прекршиме нешто, да кажеме што не треба. Можеме и дека всушност црвени јајца се јајца за Великден што се вапца. Тоа е правилото. Јас читав дека треба само црвено јајце, ама што значеше сега во моментот не може да се сетам. Добро, за тоа велам, не навлегуваме во тоа. Треба црвено, меѓутоа нашите домаќинки се толку креативни. Сите ние подготвуваме во сите можни бои, па дури нијанси си правиме. Да, јас на пример имам неколку начини на вапцување на јајца, значи еднобојните ги во шерпички, така ќе се направи боја црвена, жолта, портокалова, виолетова, плава, зелена, значи во сите можни боја, а меѓутоа црвените да преовладуваат. Потоа ги шараме. Имам една техника што е многу лесна, во цептер ги правев едно време во на два спрата во садот, во шерпата, па над него сипот и се посолува боичка и на парија се разлеват боите и слегуваат секое различито за себе. Па потоа во памук, во фата, ќе капнам неколку капки од различити бои, по-концентриран раствор ќе се направи и во самиот памук ќе го свиткам јајцето.
ќе постои неколку минути, го вадам и тоа исто така е преубаво шарено. Потоа има техника, ама тука треба да е треба да е прецизна раката. Се држат делчиња од јајце во боја. Значи, оди први најсветлото, жолтото, па потоа како се мешат боите, како боите кога се мешат, излегуваат, например, црвено и зелено, кога ќе се измеша, излегува кафеаво. Значи, и тоа доаѓа во некои линии преубаво. Имам тоа пријателки, роѓаки, роднини што ги прават преубаво, викам секоја чест на прецизноста и на стабилноста на раката. Значи, тоа треба да се со оглед на тоа што е во течност треба да стои да не топло јајцето, нели? Да, и топло е, да. Потоа има со, нели, излегува сега овие восочни бои, различити начини, па со тоа едно што светка исто така се сипува во бојата, па излегуваат тие светкавите. Па едно време седевме, па со циркони ги лепевме сите јајциња, значи тоа е се задоволство. Се собиравме пријателки и ќе правиме сега, ќе украсуваме јајца и купиште јајца се украсува. А она што јас сакам да ни откриете некоја тајна, да кажеме, со оглед на тоа што како вешта жена имате многу големо искуство. Од друга страна пак ја прославувате Свети Никола, тоа ви е домашна слава. Да. Така да тоа е слава која што се кај вас се прославува со велат постна слава и нема што да се направи, но тоа е неверојатно. Значи вашата маса е преполна, дури не знаев дека може да се направат толку многу постни јадења, кои што навистина се многу вкусни. Така да нема врска која ќе велат што ќе се јаде додека сме на пост или постна слава. Не, има многу рецепти, има. И не само што има голем избор, не е само нели да се подготви, а вие како учесничка на вешта жена знаете, значи не само да се подготви, треба и да е вкусно, и да изгледа многу убаво, и кога веќе ќе го поставите на маса да го компонирате со се она другото. И да ја запазиме традицијата. И традицијата секогаш да биде задржана и да биде топ тема на тоа што се слави. Да, за слава јас дури некогаш толку многу ќе спремам постни јадења што нема место после за чиниите за гости кај да се стават. Така. Една од тајните како кога ќе дојде Великден, нели? И кога ќе се вапцаат јајцата, домаќинките меѓу себе што зборуваат, не знам да видиш како јас ги вапцав јајцата, нешто не ми се погодија боите, па нешто не ми излезе црвената, па жолтата нешто не ми е во ред. Сега постои јас бев, прошлата недела ми беше една од госпоđа Буца, да кажеме, сите ја знаат како госпоđа Буца, една од учесниците на вешта жена. Она е вешта, прва вешта жена и она ја води вештата жена. Не, истото ја прашав што и вас ќе ве прашам. Дали е точно дека белите јајца, велат белите селски јајца многу подобро ја примат бојата од што вие други? Не, вака или се. Има некоја не знам тајна Буце што ви рекла, Буце подобро знае од мене, ја и давам предност на Буце за се нешто, дури ја од неја многу работи научив и ја прашувам и ден денеска. Вака, за црвена боја се фарба, дали се тоа селски, дали се тоа од фарма јајца, кафеавите јајца, жолтите јајца. Ако фарбаме бело јајце во црвена боја, тоа не излегува розово. Значи, белите јајца ги користиме за жолти јајца, за убава плава боја, за убава зелена, нежна боја. Меѓутоа, ако сакаме темно плаво, темно зелено да ни излезе, тогаш оние жолтите јајца. Со потемната кора. Со потемната кора. А сега дали се селски или овие од фарма, разликата според мене во тоа што селските помалку се кршат, а од фарма повеќе пукаат, значи во варењето, ами тука има техника. Ке се варат на тивко, ќе се стави на тивко ќе се стават во ладна вода и ќе се стави солче во водата. Може би една супена лажица сол ќе се стави, ако се стават околу 20 на јајца, оцет во бојата се става. И значи јајцата на тивко ќе се варат, за да не испукат. Кога ќе се сварат јајцата, ние веќе имаме припремено боички, на самата боја пишува и рецепт како се прави. Значи во помали садови се става бојата, се зоврива водата во која се става бојата, се става лажица оцет и потоа јајцата ги ставам по неколку, по 3-4, зависи колку ни се шерпичките мали, тие садовите колку ни се големи, и ќе мора да постојат неколку минути, 5-6 минути, ако не фаќат, па и 10 минути, па ако пак не фаќат, сега има различити јајци, има различити бои, па може пак да се врати на шпоред, да се пак да почне да се грее водата и секако дека ќе фати. И потоа, кога ќе ги извадиме на табла, ги вадиме јајцата веќе вапцани, обоени
и ги прибришуваме со памучно крпче и со зејтин. Секој јајце ќе го прибришеме да добие сјај. Потоа може да се лепат налепнички. Има друга техника со лишчиња. Лишчиња, сега нели е пролет, имаме секакви цветчиња, лишчиња и со тенки чорапи се врзуваат, па пред да се варат се спремат, потоа се варат така, ги вапцуваме и тоа каде што е вржано ливчето останува шарен. Значи многу техники и секоја година по нешто искористуваме. Меѓутоа ова година решив да ги правам сите црвени. Само црвени. Нова година не знам така, решив само црвени да ги правам. Ете тоа е она што Читав. што имам слушнато и што имам прочитано до сега, дека има домаќиња кои секој година ги вапцаат во една одредена боја. Баш токму и тоа се случува. Не, таа одредената мора да биде црвена, например, не друга. Црвена најмногу. И сега ова година така решив ќе биде само црвени јајца. Ќе има и кај мене во салон и многу сакаат да ви кажам од сите верски од другите вери сакаат да. На мене црвено јајце, нема проблем. Јајцата се тука за сите, да. Добро, ајде јас предлагам тука да направиме една музичка пауза, да се одмориме малка, потоа продолжуваме да се разговараме. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. За сите добри времиња, заедно што ги минавме, не ке лошо да заседнеме, како што ние знаеме. Првата да е за загревање, втората да не помрдне. Мејанџи носи што ке донесеш, колку да личат масите, па нека почне. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Што има ново генерацијо, кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Ова вечер само наша е, место нема за тагување. По нешто и ке си покажеме, кому иде, кому не иде. А кога лафот ке ни престане и тргнат сами рацете, уште по една да завршиме, па кој каде ке се прибере. Па нека почне. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето?
Ето така, после ова музичка номера, да се опуштиме малку, да се релаксираме. Сепак, Велики четврток е почеток на нашиот голем празник и некако сите така потено сме си сполнети, некако си ги очекуваме празниците и се некако почнуваме да ги привршуваме подготовките кои што ни се предвидени за овој празник. Вака, госпожо Поповска, денеска е Велики четврток. Денеска, нели спомнавме, наутро се вапсуваат црвени јајца и како оди денот? Па вака се вапцуваат тие 3 јајца кое жена сака може сите да си ги офарба, вапца, затоа што по верувањето по-цврсти се јајцата ако се вапцуваат пред да ги фати сонцето. Тоа е као за среќна година за берикет. Потоа, нели, црквата веќе е отворена со сите тие таму нивни литургии, со сето тоа, одат луѓето, дечињата се протнуваат под масата, се носат вапцани јајца црвени. Тоа некаде се обава после руче, така, во попладневните часови? По попладневните часови, да. Веќе тука се спрема она што може да стои во фрижидер за во недела, меѓутоа постот си продолжува, ние постиме и ги спремаме мрсните јадења. Салатите, тоа сите, она што ќе го испланират. Во петок е многу строг пост, како што кажавме, петок е ден за тагување, дури може да се што постат луѓето се само на вода, дури може воопшто да не се не јаде, се работи ништо не се работи во рака, ни случајно да се чисти, да се пере, да се тоа јас строго водам сметка за тоа према празници вака големи, па посебно не машина перела, не сум на раце, нема шанса ни машина да пере. Значи до толку можеме. Бидејќи тој ден е нели распнувањето на петак, да. Христос и затоа и се нарекува нели. Тогаш многу тоа е ден за тагување. И потоа во сабота се продолжува со работите, меѓутоа имаме жени што работат, па не можат во четврток да ги вапцат јајцата и сега може и во сабота. Во сабота како неработен ден за некои се завршуваат сите подготовки, се пече месото, се прават кифлици, се прават колачиња, се прават торти. Се тоа според желбите на домакинките и во недела наутро, како што навечер во сабота навечер одиме во црква, нели тоа е заобиколуваме црква, се омрсуваме со едно јајце. Да, завршува до 12 час, од 12 се прима часот причеста. Да. И потоа утредента пак се оди во црква, значи сите 3 дена црквата е отворена за нашите верници кои може да одат да си послушат литургија, да се поклонат на Бога, да се доближат до Него. И се враќаме дома и масата веќе ја спремаме. Дечињата кои одат по гости ги очекуваме. И големиот ден, Великден почнува недела. Да. Как? Големиот ден недела започнува во недела официјално. Да, во недела. Со масата. Сега тука доаѓа оно најинтересантниот момент. Што се треба да има на масата? Значи, пака нели рековте, секој според можностите, според редот, според свеќањата, традицијата, секој на свој начин ги гледа обичаите, но има јадење или нешто што секогаш мора да биде на маса, освен неизбежните јајца, да кажем. Да, јајцата, да. Па најчесто нели цело зимо јадеме свинско, нели кој обично нашите се колјат свиње тоа да се зеде и сите го чекаат Великден да земат јагне. И сега јагнето се спрема печено, потоа еден дел се спрема со спанаќ, тоа јадењето што може да биде на маса, јагнешко печено, јагнешко со спанаќ. Зелена салата со краставици внатре во салатата може некој јајце здробени, таа е прекрасна салата што само тогаш ја јадеме на Великден. Преку година можеме секогаш да свариме јајца, меѓутоа колку се вкусни великденските јајца. Да, великденските јајца се многу вкусни и неколку дена и по Великден јајцата се вкусни и не се расипуваат. Не се расипуваат. Потоа секако дека треба кифлички да има или некоја убава погача декорирана, било какво лепче, може славски колач да се направи, па да се направи во некоја фигуричка, дали ќе биде тоа зајче, врапче, пиленце. Во дух на Великден. Во дух на Великден и
Па правам лепчиња во сите лепчиња да се стави јајценце, значи во погача Како да се стави. јајценце во лепчиња? И па беше на слика, нели, така како кифличка и одозгора во крупче направено и одозгора јајце да стои како држач на јајцето, потоа во погача може да се направи целата погача одозгора да се направи Да, како стои. здела да биде со јајца. Салати, значи спрема можностите, идеите и Значи, според желбите. традицијата, всушност, треба да си има мевце, Мевце обавезно да се. пилешко. А значи, првото мрсување, да, тоа заборавив. А не, тоа беше за Божиќе мрсување со врапче. Не, А, тука така. се мрсиме со јајце, а за Божиќе со врапче. Така, нели, На снег се првото- фаќа врапче. Ете, првото омрсување да е после 12 часа до Да, съботата со јајце. навече, кога ќе се заврши тие трите круга, нели, кои ќе се помине околу црквата, тогаш е првото омрсување. И она што е многу интересно што сите ние го правиме, сите ние го секоја година го повторуваме. Значи, како и што рече госпоѓа Поповска, нема повкусно јајце од Великденско. А Славскиот колеч. Сега, да. Дали Е тоа кршчето, еве го зајчето. Зајчето го правив и го шминкав со саат и тоа е... во салонот да го шминкавте? Не, дома, тоа е со прехрамбени бои и со кокос. Кокос Да. со прехрамбени бои и се лепи со мед. Верувам дека е вкусно, дека јас ја имав таа можност да пробам многу направени работи што госпоѓа Поповска ги има направено и тоа е нешто што... Еве ги лепчињата. Значи се прави во вид на кифличка. лепчињата, да, овие што се на првата, Да, со јајце. Потоа тука Како корпички. кифлички, Да. Тоа е навистина нешто што велат на вешта жена што е многу важно. Важно е што вели госпоѓа Буце вели не само вика треба да изгледа убаво масата, има одредени пропозиции кои треба да се исполнат, да изгледа масата убаво и дизајнирано и аранжирано и се да се биде на свое место, нели вилушките, Да, има 7 да се дисциплини стојат, кои се има си ред оценуваат. дисциплини кои треба да се испочтуваат, значи така тоа треба да биде. Но таа вели сето тоа што е така поставено си добива таа оценка од изгледот, но само главното јадење добива и за изглед и за вкусот. И за вкусот. И секогаш велам, сакам вика да е масата средена, да изгледа многу убаво, но главното јадење сакам да биде такво што е поедноставно да со очите ти дојде да го изедеш тоа. Значи тоа е всушност вистинската жена ќе победи така. И велев на жените не можеш ти никогаш да победиш бидејќи ми го крие јадењето. Да. А сите ние сакаме да го украсиме, затоа и ми беше моментот за великденската трпеза. Значи, се што треба да има, Да се треба да види. биде толку убаво привлечено, еве како овие работи вие што ги направивте. И тој куглов, и погачките, и салатката која ќе ја видиме како изгледа, па толку е убаво привлечена што некогаш жал ви е да ја растурите, ама ве привлекува. Да. Не е скриена. Значи, а ние сме си гурмани, ние си сакаме од се помалку да има и зошто великденското јајце е најубаво? Ради боите ли го прават тоа? Па не, тоа не, тоа од Господ, Постојано од Господ е така. се шегуваме, веројатно боите му го дават тоа. Не, тоа си е благословено јајце, тоа си е јајце направено на денот кога треба да се направи, си има символ, си има значење, си има не само традиција, туку вера во тоа. Да. И на вистина највкусно јајце, можеби цела година не јадеме варено јајце, меѓутоа великденските се прекрасни. Така. Добро, дали имате нешто што ќе воведете посебно оваа година за вашата великденска трпеза, со оглед на тоа што само црвени јајци ги вапцате? Па вака сега... Што по вашето мени можеме да видиме на вашата маса? Па на мојата маса ова година ќе биде прасешко печено. Добро. Веќе е купено пресенцето, прасешко печено, кифлички, црвени јајца, некоја салатичка, меѓутоа, бидејќи моите деца не се сега тука, на жал, мислам, не е на жал, на радост, се повеќе, на жал што ми недостасуваат, меѓутоа тие не се тука, но сепак трпезата ќе биде припремена, си имаме гости, си имаме роднини кои ќе не посетат, ќе се испие по некоја чашка ракија, потоа винце, сокче, пивце, така, најдомакински. Така. Сигурно како и што е редот, и ја продолжуваме традицијата и многу убаво кога имаме вакви жени, вакви личности кои не подсетуваат на традицијата, едноставно не велат држат под контрола за да не скренеме на лево и на десно со оглед на тоа што убаво е кога ќе видиме на интернет, веќе се може да видиме на кој начин се вапцаат јајцата, како се украсуваат и ред некои многу работи кои ги имаме прифатено од католичкото прославување на Великден, нели?
кај нас не било порано обичај да се украси целата куќа, например. Да, тоа е нешто ново. Да, ние масата ја украсуваме, не домот, но некако го прифативме, па е како убаво ни доаѓа. Зошто да не го украсиме домот? Значи, не дека нешто ни се менува, дури има она плюс позитивно посебно шаренило кое сите ние си го сакаме и си го практикуваме. Но благодарение, пак ќе кажам, на жени како што е госпоѓа Поповска, како што беше госпоѓа Буце и многу други жени кои што навистина на нивната маса можете навистина да добиете прекрасни идеи и од друга страна што е важно да се задржи традицијата. Се да има како што треба и лепче, и јајце, и црвено винце, и црвено винце, и ракијичка. Велата вистинска православна куќа треба да има винце, ракија и кафенце. Да. Тоа секој дом наш го има. А кога Великден е во прашање, тука сите сме навистина посебни домаќини и тука секогаш се наоѓаат средствата, масата. И мене многу што ме радува младата популација, младите домаќинки што ги прифаќаат овие традиции, што ги прават онака како што ги прават нивните родители, што традицијата продолжува, што децата се учат на верата, што се посетува црквата се повеќе и повеќе, значи каде што народот се сплотува и верува во едно исто. Така. Почитувани гледачи, јас верувам дека сите ви имате обврски. Еве, сега некаде на каде е часот. Денот веќе ви е почнат, зборувам за домаќинките. А од друга страна сакам да порачам на младите домаќинки кои што сакаме ние сите да воведеме по нешто ново кога е во прашање прославување на традиционалните верските празници кои тежниат на тоа и многу е важно да се задржи она нит на верското прославување како што е традицијата. Сакам да не да ви советувам туку, ете така да ви дадам еден предлог за многу работи да се консултирате со повозрасните дами кои го имаат модерното во себе, имаат многу новини, значи и госпоѓа Поповска има прифатено многу некои нови работи во нејзиното приготвување, но многу интересно што е задржана традицијата. Дури вкусот на таа погача или на прославањето на славите што јас имам забележено, вкусот ми доаѓа како славски вкус да нема. Да, па јас тоа е навистина на слава колку и да се спремат модерни постни јадења, има сега и сирење постно и постни други работи, мајонези постни, се тоа ќе се спреми, меѓутоа јас спремам и гравче на тавче, повкусно, повеќе ќе се изеде гравчето со риба, отколку тие модерни јадења кои те излегуваат постни и ги припремаме на овој или оној начин, секако да биде постно. Меѓутоа гравчето на тавче, тоа ми е традиционално, тоа најмногу ќе се потроши. Сега отидовме од Великден на слава, меѓутоа да го кажам дека тоа е традиционалното, па некогаш кога го направам во земјени таби, некогаш во метал, во росветни, ама секогаш гравчето е води. Тоа е исто така како што велиме великденското јајце е највкусно на Великден, нели? Да. Тоа јајце. Исто како што постното гравче на Бадникова вечер. Да. И на Бадникова вечер, да. На Бадникова вечер неверојатно колку јадења се вкусни. Највкусен граф е тогаш, да, повкусен, но таа вечер никогаш не мислам дека од тогаш и никогаш потоа немам вкусното толку, немам пробано толку вкусно. Тоа ја што викам верба во Бога и благослов од Господ и мислам тоа самото си се прави како што треба да биде. Да. Госпоѓа Поповска, јас од прилика вака и го замислив овој ден, да се потсетиме на традицијата, да се потсетиме на се она што ни е важно, да го имаме на маса, да не подзаборавиме нешто, од друга страна да бидеме со најблиските, со нашите драги луѓе, бидејќи некако денот не е таков и денот не вржува и не враќа кон традицијата, а традицијата пред се на прво место е семејството, зачувување на моралните вредности, на семејните вредности, бидејќи успехот на секое нормално, современо, здраво и право општество лежи во семејството. Доколку имаме здрави, прави, квалитетни семејства, од тука почнува комплетната вредност и на општеството и на луѓето кои што живеат во тоа семејство. Традицијата се одржува на таков начин, а еве среќни сме што имаме најголеми два христијански празници Божич и Великден, кога можеме да се видиме со семејството и да си посветиме внимание и љубов и да се потсетиме дека всушност се уште постои семејство, колку и да ние сме модерни современи, колку да сакаме да влеземе во некои цивилизирани светови околу нас,
Сепак постојат денови кога си се сакаме што сме такви. Да, да, да. Нели се збори кај да одиш за Божик дома, кај одиш Кај за да си. баѓни вечер дома да си. Така, тоа е. И за Велик ден Јас исто ви така. благодарам што дојдовте време. Знам дека обврските веќе почнуваат, веќе треба да се позавршат некои работи кои треба да се завршат со оглед на тоа што од утре почнува Великиот петок или Распети петок, како се вели по народот. Е веќе неработен, понеделник после недела исто така е неработен, значи ќе имаме многу повеќе време. Сега временската прогноза ќе биде малку променлива, ќе имаме дожд, ќе имаме сонце. Но како и да е, велат, кога имате сонце внатре во душата, не ви пречи времето. Да, да. Кога знаете како да го прославите празникот, ви благодарам што дојдете време. Јас се надевам дека ќе си го прославите празникот онака како што и ни го поделивте со нас. Да. Јас да го честитам празникот на сите што верници што го слават, да им донесе среќа, љубов, радост, слога, разбирање, здравје и најпосли пари. Што повеќе берикет. Така. Почитувани гледачи, драги мои, до сите вас кои сте од православна вероисповест, ви пожелувам денот денеска да ви почне во љубов, во мир, во позитивна мисла, што е многу важно. Велат во постите кои траат 6 недели, многу е важна како и што нашите луѓе некако многу повеќе време посветуваат на телесниот пост, значи на јадењето и на оние телесни активности. Сега, многу поважен е по отец Игор, кој што ни е постојан гости, вели многу поважен е духовниот пост. Зошто? Бидејќи она што ние ќе внесеме во нас е едно, а она што ќе излезе од нас е сосема друго. Значи, не може душата да ја поквари она кое што ние ќе чепнеме и ќе каснеме. Дали мевцето, дали млекцето, дали сиренцето. Она што ќе излезе од нас е многу полошо. Тоа е тој духовниот пост. Значи, со чиста душа, со мирна мисла, со позитивна мисла, со онаа позитивност и со љубов кон сите. Не џабе се вели по нашата религија, љуби го ближниот свој. Бидејќи доколку даруваш таква љубов, доколку си со блажена душа и блажено срце, тоа исто така и ќе ти се врати. Ова се такви денови, барем во овие денови, дозволете си да се опуштите, да ги сакате ближните, да ги разберете, да им простите и да на таков начин си го проширите духовниот мир и си го обезбедите оној духовен простор кај вас што овие денови ќе ви дозволи да примите многу љубов и да си го прославите како и што е редот. Бидете живи, здрави, поминете ги овие денови убаво, а после великденските празници ќе се видиме повторно во утринска програма. Некаде од вторник започнуваме повторно. До тогаш се најдобро. Na Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел, што на Великден се нас собрал. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја нека одекнат
se do nебото. Јас со песна ве повикувам, така неја ќе ја најдеме. Пеј мој народе македонски, сегде каде што си населен, љубов Божја се ќе победи, сета надеж па ќе воскресне. Тука најсилно со векови звонат црквите македонски.